Слободата на говор е една од фундаменталните човекови слободи и права. Нашето изразување преку говор е една од нашите суштински карактеристики што не дефинираат како луѓе. Говорот е начин да ги изразиме нашите мисли, кои од своја страна се многу поопширни и поабстрактни, но со говорот успеваме да ги обликуваме во разбирлива целина, која се пренесува во говорна или пишана форма. Ништо не е позитивно или негативно по природа. Само употребата може да одреди дали нешто, било што, се употребува во добри или лоши цели. Огнот е таков пример. Може да се употреби за грејење или готвење, а исто така за уништување кое го познаваме под името пожар. Говорот по ништо не се разликува од огнот. Со зборови се напишани најубавите љубовни песни, исто како и најпламените говори кои повикувале на омраза, уништување и зло. Сега, природата секогаш има еден хумористичен дел, каде една типична одлика за еден вид ќе му ја прилепи на друг и ќе направи карикатура од тоа. Тогаш е урнебесно смешно. Додека ние сме обдарени да нашите мисли ги оформуваме во смисловни зборови, папагалите имаат таа способност на имитирање на говорот на луѓето. Ама само неговата артикулирана страна. Со еден збор имитираат. Оваа споредба во употребата на говорот ми е потребна, затоа што и меѓу луѓето постојат поединци кои се однесуваат слично на папагалите, при што ги земаат тугите зборови и ги повторуваат непроменети, можеби малку на повисок тон, представувајќи ги како апсолутна вистина. Слободата на говор е важно човеково право и слобода, за кое треба да се бориме по секоја цена. Слободата на папагалење би требало да ја сместиме во рубриката хумор и сатира. Нормално не треба да биде замолчуван никој, во надеж дека ќе им светне нешто помеѓу две папагалски реченици и ќе се роди нивна оригинална мисла. Со вистинските зборови на располагање, можеби таа оригинална мисла ќе донесе нешто корисно. Зошто го раскажувам се во ова? На почетокот на оваа 2020 година, кога се уште бевме на почетокот на лудилово наречено корона, на YouTube се појави едно видео во 10 продолженија. Името на видеото на англиски е Fall Cabal, од холандската истражувачка и писателка Janet Ossebaard. Предпоставувам повеќето од вас го имаат видено, особено што беа направени бројни варијанти кои кружија низ Балканот со преводи на српски. Видеото е долго и не е овде место да се прераскажува што има во него. Но накратко, во него беше изложена таа идеја за QAnon, за Џон Кенеди Јуниор, за Трамп. За секој случај, ќе си го погледнете. Првиот што направи титлови, мислам дека Fall Cabal го преведе добро, како пад кабала, или на македонски падот на кабалото. Но многу брзо, други преведувачи и други јутјубери на кои им се виде сензационално видеово, од кабал направија кабала, односно пад кабала стана пад кабале. И целата работа од слобода на говор стана гласно папагалење. Секој кој мисли дека има нешто да каже, особено ако тоа нешто е важно за судбината на целиот свет, треба 3 пати да ја измери пред било што да каже. Треба да си ја заврши домашната задача и да го истражи она за што сака да зборува. Во спротивно ќе се сведеме на озборувачи кои кабалата ќе ја дефинираат како сатанизам кој го практикува Мадона и незините пријатели. За да не биде така, јас ќе направам еден мал осврт на сите проблематични моменти околу тоа видео пред да продолжам на останатите теми предвидени за ова мое видео. Janet Ossebaard на незините профили на Twitter, Facebook и YouTube нема напишано многу за себе. Односно, нема ништо. Од YouTube се гледа дека омилена тема и се кругови во жито, зашто има напишано и книга. А од пуста желба да привлече внимание и купувачи за книгата, има снимено видео гола во снег каде чита извадоци од истата книга. Можам само да замислам каква настинка си има заработено со тоа. Значи, господјава Janet Ossebaard е авторка на тоа контроверзно видео Fall Cabal. Па да видиме што е тоа кабал. Кабал е група на луѓе тесно обединета во одредена намера.
обично за промовирање на нивните приватни гледишта и интереси во идеологија, држава или во некоја друга заедница. Најчесто со интриги и без знаење на оние што не се дел од оваа група. Овој поим обично содржи негативна конотација со политички цели, заговор или тајност. Ова е од Википедија, драги мои. Кабал е семантички изведен поим од кабала, при што изведеното значење нема никакви допирни точки со кабала, која што е изворно еврејски мистицизам, а подоцна и општо езотериски. Вака земен поемот и ставен во контекст на видеото добива смисла. Затоа, пред да папагалите, подзапрете и истражувајте. Зошто си ов критички однос? Затоа што живееме во драматично време, кога навистина постои заговор против човештвото. Не против една или друга нација или народ, туку против сите нас. Занимавањето со QAnon и со Џон Кенеди Јуниор е само фрлање прашина во очите на искрените истражувачи и, ако сакате, на вистинските поборници за слобода. QAnon е одличен изговор за сите тастатура револуционери кои очекуваат некоја таква структура наместо нив да ја изврши тешката работа. Наше би било само да чекаме. Исто така и очекувањето да се појави жив Џон Кенеди Јуниор, може би и со татко му под рака, додека од друга страна го игнорираме живиот Роберт Кенеди Јуниор, кој со својата работа, како адвокат амбиенталист и поборник против штетните вакцини, е во тесна соработка со тимот на доктор Рајнер Фулмих, германски адвокат и член на Комитетот за корона истрага. Вака стојат работите, реално и опипливо. На секој од нас е да одбере. Она што последниве години станува често употребувано, а неретко и злоупотребувано, е поимот лажни вести. Со појавата на средствата за информирање, првин печатените медиуми, а подоцна радиото и телевизијата, се појавува спонтано и мислењето дека се што е во вестите е 100% вистина. Позната е случката кога Орсон Велс ја поставува адаптацијата на Војна на световите од Херберт Џорџ Велс на радиомрежата Columbia Broadcasting System, при што невнимателните слушатели радиодрамата ја имаат поистоветено со известување за реални настани, создавајќи вистинска паника. Подоцна со интернетот, со различните веб страни или блогови, споделувањето информации стана подостапно и таа слобода траеше извесен период. Слободните духови воскликнуваа дека конечно е дојдено времето кога цензурата е мртва. Ако погледнете како беше интернетот на своите почетоци, тоа беше бескрајно море од веб страни низ кои љубопитниот истражувач си ја наоѓа содржината што го интересира. За да низ годините, одредени страни станат се попосетени и покористени. Очигледно, овде во прв ред зборувам за гигантите на Силиконската долина, кои успеаа да направат речиси сиот интернет сообраќај да поминува низ тесните инки на нивните услови. Со самото тоа, си ја зедоа моќта и правото да го контролираат тој проток на информации. И одеднаш, како катапултирани во денешницата, се соочуваме со терминот лажни вести. За овој феномен не ни можам да најдам дефиниција. Лажни вести постојат од како постои човештвото. Исто како што и вистината е она во што ќе одбереме да веруваме. Затоа што не постои апсолутна вистина. Таков пример е битката кај Кадеш, меѓу хититите и египтјаните. Денес историјата има утврдено дека тоа е битка без исход. Но ако се погледнат релјефите од времето на фараонот Рамзес II, кој бил владетел на Египет во тоа време, секаде е представен како неоспорен победник. Класичен пример за лажни вести. Сега, верувам, секој кој вклучува телевизија или радио, очекува да ги слушне вистинските вести и оние вести кои се корисни за него. За жал, тоа се вести кои некој друг одбрал да ги чуеме, некој друг е одбрал формата и содржината. Дали тоа што го добиваме како информација од овие мејнстрим медиуми е секогаш точно? Секако дека не е и секако дека е невозможно да биде. Означувањето на одредени информации како лажни вести, а со самото тоа ограничувањето на нивниот проток и ширење е класична цензура која е во конфликт со претходно споменатата слобода на говор.
Постоењето на проверувачи на факти, кои ги филтрираат информациите кои се во оптек пред се во виртуелниот интернет простор, се истоветни со цензурата на инквизицијата со нејзината Index Librorum Prohibitorum или листа на забранети книги, испалувањето на исто забранети книги во нацистичкиот период. Сега сакам преку пример да ви објаснам зошто слободата на говор е важна работа и како една вистина не ја прави претходната вистина лага. Според учењето на античкиот астроном Клаудиј Птолемај, Земјата е центар на универзумот и сите небески тела се движат околу неа. Ова учење за свое го зема како точно и христијанската црква и е официјално прифатено се до појавата на Никола Коперник, кој го воведува хелиоцентричниот систем, каде сите знаеме Сонцето е центар околу кој се движат сите планети, вклучително и Земјата. За црквата, која во тоа време била несомнен авторитет, ова било ерес, односно ние би рекле лажни вести. Во борбата за докажување на хелиоцентричната теорија некои луѓе завршија на клада, како Џордано Бруно, додека некои само заради мокните пријатели медичи не беа спалени, ама беа јавно понижени и лишени од можноста за понатамошна работа, како во случајот на Галилејо Галилеј. Денес знаеме дека Коперник беше во право. Исто така знаеме дека и Птолемај е во право. Единственото нешто што е различно е гледната точка. Птолемај системот го наблюдуваше од Земјата, додека Коперник како центар го зеде Сонцето и системот доби поедноставна интерпретација. Птолемај се уште во употреба. Доволно е да отворите било која натална карта. Распоредот на планетите таму е наблюдуван од гледна точка на Земјата. Ова е доказ дека една иста вистина има различни интерпретации. А за апсолутните лаги? За тоа го имате здравиот разум со кој расудувате. Тоа не е изговор дека некој треба да чепка по слободата на говор. Сега веќе ќе навлеземе во една тема која е покомплицирана и го има вкусот на заговор. Веројатно сте слушнале за црно благородништво, Black Nobility. За црното благородништво се вели дека своите корени ги влече уште од древниот Вавилон, ако не и од предпотопно време. Ова е тема која бара собствено видео, а дел од неа ќе биде обработена во наредните две продолженија на темата робовладетелство. Овде ја споменувам затоа што се вели дека токму ова црно благородништво стои зад воведувањето на новиот светски поредок, The New World Order. Ама ако овие благородни семејства се истите тие кои ги пронаоѓаме во владеачките елити, практично од секогаш, сваќаме дека нема нов светски поредок, туку само светски поредок. Ке зборуваме подетално за ова во видеото каде ќе анализираме детално пирамидата на моќите. Сепак, што е тоа ново, ако не светскиот поредок? Нова е парадигмата. Старата парадигма на либералниот капитализам е потрошена. Биполарниот свет на студената војна стана униполарен свет на последниве 3 децении, а со подемот на Кина, Русија и други планетарни сили стана мултиполарен. Последните настани, особено случувањата со пандемијата на коронавирусот и пред се скандалозните избори во Америка, кои се без преседан, укажуваат дека светот е зрел за големиот ресет. Со дилемата кој и зошто го прави тој голем ресет, ќе се позанимаваме во наредното видео. Јас сум Татунчо, драги пријатели, секој добро.